Добра вечер. Започнува дневникот на КТВ 20 мај 2026 година. Со свечено дефиле и професионална показна вежба за пружање прва помош при сообраќајна несреќа, денеска во Кавадарци беше одбележан 20 мај, денот на пожарникарите. Територијалната противпожарна единица од Кавадарци и службата за итна медицинска помош на дело ја покажаа својата координираност и брза реакција во критични ситуации, потврдувајќи ја одличната меѓуинституционална соработка на терен. Празникот на градските херои им го честитаа градоначалникот Митко Јанчев и председателот на Советот на општина Кавадарци доктор Стојан Чорамов, кои се заблагодарија за нивната пожртвуваност и денонокина грижа за безбедноста на граѓаните. Настанот имаше и емотивен момент, во заслужена пензија беше испратен еден од долгогодишните кавадаречки пожарникари, на кого градоначалникот му подари традиционално дрвено буре како символ за успешните години поминати во службата. Да го погледнеме прилогот. Пред се сакам да им честитам денот на пожарникарите, нивниот ден, нивниот празник, на сите пожарникари кои се во пензија и кои што биле активни, и кои што се моментално пожарникари и во Кавадарци, и во цела држава. Еден многу значителен сегмент од општеството, видовме во минатово. Можам да кажам дека имаме најдобра територијална противпожарна единица која што е на ниво на задачата, заедно со командирот Чадамов, заедно со целиот тим и респектот како градоначалник и општина која што го имаме противпожарна единица. Тие ни се тука и за лоши работи, тие ни се тука и за да ни помогнат, тие се тука и за хумани работи, и за технички интервенции. Опремата која што ја поседуваме од сите сегменти и сакам уште еднаш да се заблагодарам на нив за нивната хуманост и да го честитам денот и апелирам да нашите граѓани ги ценат овие наши пожарникари кои што даваат се од себе. Од името на Советот на општина Кавадарци сакам на пожарникарите при територијалната противпожарна единица под општина Кавадарци да им го честитам денот, 20 мај, денот на пожарникарите. Општина Кавадарци заедно со пожарникарите општествено одговорно на територијата на општина Кавадарци и пошироко во изминатиот период се покажаа дека е единица која е одлично екипирана со одлични противпожарни средства во однос на механизација, во однос на автомобили, во однос на цистерни за гасење, така да сметам дека сме пример во општината по бројка на вработени, оптимално според број на жители и врз основа на услугите кои го нудиме при брзи интервенции се покажавме во изминато дека сме една од најдоброто и најдобро организирани територијални противпожарни единици. Воедно едни голем честитки до раководителот и командирот на територијалната противпожарна единица господинот Чадамов за хармонијата на условите и хармонијата на функционирање на нашата противпожарна единица, воедно и до градоначалникот, заедно тук сме со Советот за оваа традиција да ја продолжиме и во идно време на сите елементарни непогоди да одговориме во што е можно најбрз временски рок, за да спречиме поголеми катастрофални последици кои како би имале штетно влијание како на животната средина, така и на самата територија во идно време. Пред се сметам на дрва, на оштетување кои знаеме дека за кратко ја згаснуваат, а многу тешко ги добиваме во нивната основна цел прочитување на нашата животна средина и разубавување на нашите Кавадарци. Хајде најпрвен да ми дозволите да му честитам денешниот ден, 20 мај, денот на пожарникарите на Република Македонија. Би сакал да им го честитам денот и на нашите пожарникари од градот Кавадарци, но и пошироко во целата држава, цела Република. Им посакувам да имаат што помалку работа, затоа што никога работиме и сами рековте дека нешто лошо се случува, така да подобро нашето време да користиме во обуки и за вежби, да бидеме спремни доколку се случи нешто, меѓутоа во реалноста да бидат тие што поретки и по малобројни. Денешниот ден го обележуваме со дефиле кој што се движи низ целиот град. Дефилето е составено од 19 моторни противпожарни специјализирани возила. Ние сме малце на денешниот ден појачани, значи тука ги вклучуваме и компанијата Golden Eagle, значи бившо Фени Индустри, со нивните противпожарни возила, знаете вие дека тие имат сопствена противпожарна служба. Исто така јавното предпријатие Македонски шуми, кој што посебно преку летниот период имаме значи редовни дружиња, ако можам така да ги наречам, односно гаси на пожар за жал. Така да нивните противпожарни возила учествуваат на денешно девиле, се вкупно на територија на Тиквишијата, учествуваат и гас на 19 специјализирани противпожарни возила. Тоа денеска му го презентираме на градот, на граѓаните на град Кавадарци. Вториот чекор е значи собирање на паркинг пред спортската сала Јасмин,
каде што е представена целокупната наша опрема, значи нашата лична опрема и нашата техничка опрема, односно сите алати со кои што располагаме за било каков вид на несреќи. Дали станува збор за противпожарна заштита, дали станува збор за поплави, дали станува збор за технички интервенции, значи целокупната опрема е прикажана и како трет дел е направена една вежба за техничка интервенција, односно замислена сценариото, замислена сообраќајна незгода, каде што во овој случај возачот е повреден и е заглавен и да видиме нашите пожарникари како тоа ќе го изработат од досегашните обуки што го имавме во Македонија и во странство и вежбите што ги извршуваме доста редовно со соработка со првата помош од град Кавадарци, затоа што можам да оставам на докторот да каже нешто, затоа што ние сме во прекрасна координација со нив, веќе самите вежбувања си го дава својот резултат, значи брзи сме, добри сме, координативни сме и мислам дека народот тоа го веќе го осеќа на свој граб. Но максимално заедништво меѓу итната медицинска помош и противпожарната служба, соработка на едно силно ниво, добра координираност. Ова беше само една рутинска вежба, каде што покажавме нашето заедништво, како треба да се работи заеднички. Често пати сме и во реални вежби, каде не се вежби, туку во реални позиции, каде што сме укажувале помош на вакви пациенти кои што биле приклештени во самата сообраќајна незгода. Вежбата помина на едно завидно ниво и се надевам дека оваа соработка ќе продолжи понатака. Напредуваат градежните активности за изградба на нов спа центар во Кавадарци, како доградба на спортско-рекреативниот објект затворен базен на површина од 240 метри квадратни. Со реализацијата на овој проект се проширува понудата на затворениот базен и се создаваат нови можности за релаксација и рекреација. Работите ги изведува ЖИКОЛ, информираат од локалната самоуправа. Заменик амбасадорката на Швајцарија ја поздрави иницијативата за отворање на М6 едукативниот центар во Кавадарци. Се очекува овој центар да создаде нови можности за младите и за локалниот економски развој. Денес ми представува особено задоволство што сме заедно овде во овој прекрасен регион за да го одбележиме отворањето на еден важен центар кој ќе создава нови можности за младите и за локалниот економски развој. Особено не радува што приватниот сектор превзема се поактивна улога во развојот на вештините и човечкиот капитал. Оваа иницијатива е силен доказ дека компаниите не се само корисници на квалификувана работна сила, туку стануваат активни партнери во создавањето на знаење, практични вештини и нови можности за млади луѓе. Партнерството помеѓу Швајцарија, М6, компаниите и Тиквеш покажува што може да се постигне кога различни чинители работат заедно со заедничка визија. Благодарение на оваа соработка, младите ќе имаат пристап до практични обуки, иновативни програми, менторство и можности за професионален развој токму во регионот каде што живеат. Ова е особено важно затоа што можностите не треба да бидат концентрирани само во главниот град. Развојот мора да се случува низ целата држава во сите региони, поблиску до локалните заедници и до младите луѓе. Само така можеме да создадеме порамномерен и одржлив економски развој. Придобивките се повеќекратни. За младите подобар пристап до знаење, практични искуства и можности за вработување. За компаниите подобро обучена, поадаптибилна и поконкурентна работна сила која ќе може да одговори на потребите на модерната економија, дигиталната трансформација и зелената транзиција. Сето ова не би било возможно без силната поддршка и визија на локалната заедница. Затоа сакам искрено да му се заблагодарам на градоначалникот и на Тиквеш за обезбедување на просторот и поддршката за воспоставување на овој центар. Овој придонес е важна основа врз која ќе се градат идни можности за младите генерации. Исто така голема благодарност до сите вклучени партнери, компании, институции и организации кои веруваат во оваа иницијатива и придонесуваат таа да стане реалност. Убедена сум дека ова е само почеток на една успешна приказна која ќе донесе многу нови можности, успеси и позитивни промени за целиот регион и за државата. Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци денеска го одбележа патрониот празник. Овој ден не е само подсетник на историјата, туку и инспирација за сите нас да бидеме подобри, поодговорни и посветени во се што правиме.
Нашето училиште е место каде што создават знаења, вредности и идни генерации. Посебна благодарност патувам до локалната самоуправа за континуираната поддршка, како и до градоначалникот господин Митко Јанчев и председателот на Советот на општина доктор Стојан Черамов и нивниот принос за соработа. Голема чест ни е што денес со нас е и нашите драги гости од спортименото училиште од Србија, основно училиште Мика Антич. Вашето присуство е доказ за пријателство, соработка, што ќе ни губаме. Горди сме на успесите на нашите ученици и наставници, на нивната работа, труд и посветеност. Тие се нашата иднина и нашата најголема мотивација. Нека овој ден ни биде потик да продолжиме со уште поголема енергија, заедништво и верба во успехот. Ви благодарам на вниманието. Среќен ден на училиштето. Од име на председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Черамов, и од моје лично име, ви го честитам патрониот празник на училиштето Тошо Велков Пепето и успехот на учениците кои ќе остави трага во ова училиште и ќе биде пример за следните генерации. Јас нема да должам многу, но сакам мојот говор и моето обраќање да го насочам посебно кон учениците. Во ова време на искушенија и предизвици, се поголем акцент им се дава на материјалните вредности, па свесно или несвесно, младите добиваат впечаток дека моќта е единствена во парите. Тоа само по себе иницира ниско ниво на култура и ниски морални вредности. Еден државник и филозоф по име Френсис Бејкон, кој живеел и творел многу одамна пред нас, изговорил една позната реченица која вели вака: знаењето е сила, знаењето е моќ. Низ вашиот животен пат, драги ученици, ќе се соочите со многу предизвици. Понекогаш неправди, животот не е секогаш праведен. Понекогаш ќе добивате, понекогаш и ќе губите, но немате да очајувате бидејќи едно нешто е лично ваше и никогаш нема да го изгубите. А тоа е вашето знање кое ќе го постигнете благодарение на учењето во текот на животот. Тоа нека ве води напред и нека биде вашата сила и вашата моќ. Гордост на секој училиште се учениците кои што постигнале особени резултати во образованието, а ученик на генерација не е само титула, диплома или признание, тоа е пример и инспирација за сите околу себе. Но верувајте, покрај сите награди, оценки, признанија, вистинскиот успех ќе го постигнете тогаш кога ќе останете добри луѓе, кои ќе ги красат скромноста, емпатијата, големото срце во кое има љубов за секој и за сите, и широко отворениот ум кој ќе прима секогаш нови знаења. Каде и да стигнете во животот, никогаш не заборавајте од каде сте тргнале. И на крај, најважно е да сте среќни и исполнети во се што ќе правите во животот, оти нема поголем успех од вашата среќа. Од срце му го честитам признанието за ученик на генерација на ученикот Дарко Трендафилов и успехот на сите ученици кои покажале особени резултати во образованието. Почитувани наставници, драги родители, други присутни и секако моја најдрага генерација. Денес стојам пред вас исполнет со измешани емоции. Од една страна чувствувам голема радост што го завршиме ова важно поглавје, а од друга страна тага што од утре веќе нема секојдневно да среќаваме во овие ходници, да ги споделуваме училишните предизвици и да смислуваме идеи како да преживееме до крајот на час. Пред 9 години за прв пат влегов во ова училиште како мало дете, полно со возбуда и неизвестност. Низ годините растев, учев и создадов спомени што за секогаш ќе ги паметам. А денес стојам тука позрел и подготвен за ново поглавје во животот. Горд сум на признанието првенец на генерацијата, кој го добивам од вас, но за овој успех не сум заслужен само јас. Им благодарам на моето семејство, на мама, тато, мојот брат и мојата сестра за безусловната љубов, поддршка и за сите можности што ми ги овозможуваат, покажувајќи ми како да израснам во добра личност. Посебно благодарно сакам да упатим и до мојата оделенска наставничка од прво до пето оделение, Александра Ефремов. Ви благодарам. Ви благодарам што ги поставивте темелите на моето знаење и другарство. Тие 5 години беа мојот најубав училишен почеток. Исто така, од срце и благодарам на мојата оделенска раководителка од 6 до 9 оделение, Тимка Стојанова.
Ви благодарам што ме водевте низ овие 4 години кои беа полни со предизвици и што ме усмеривте на патот наречен успех, внимание, мотивација и другарство. Истовремено, неизмерно им благодарам, сакам да упатам искрена благодарност и до сите мои предметни наставници. Ви благодарам за секое пренесено знаење, за трпението што го имавте и за секој ваш совет кој ми помогна да израснам во свесна личност. Секој од вас остави посебен печат во моето образование. Истовремено, неизмерно им благодарам на моите пријатели и соученици, кои секогаш успеваа да ме насмеат и го правеа секој ден поминат во училиште клуб и позабавен и исполнет со незаборавни моменти. Драги другари, денес завршуваме едно важно патување. Секој од нас ќе тргне по свој пат, но спомените од овие 9 години ќе останат за секогаш со нас. Ние сме генерација која допрва ќе го менува светот. Нека ова што го научивме овде биде нашата основа за сите идни победи. Горд сум на секој од вас, ви посакувам многу успех и се гледаме наврво. Денес го одбележуваме патрониот празник на нашето училиште Тошо Велков Пепето, ден посветен на вредностите што ги негуваме, знаењето, посветеноста и човечноста, инспирирани од ликот и делот на нашиот патрон. Овој ден е посебен затоа што покрај славењето на традицијата одаваме признание и на луѓето кои со својата работа го градат духот на нашето училиште. Денес се доделува јубилејна награда од синдикалната организација за 10 години, посветена работа во нашето училиште. Деценија исполнета со труд, љубов кон учениците и професионалност што остава трага во секоја училница. Во просториите на Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци, денеска Комисијата за еднакви можности при Советот на Општина Кавадарци беше дел од интерактивна обука за девојки и жени, фокусирана на практична примена на вештачка интелигенција во секојдневниот живот и работа. Целта е учесничките да стекнат нови вештини и алатки кои можат да ги користат во секојдневниот живот и работа во насока на подобра благосостојба и појасен фокус. Денеска сме во Кавадарци, каде што се почнува обуката за вештачка интелигенција и добросостојба кај жените и девојчињата 22 до 55 години. Обуката има за цел да се стекнат со нови вештини и алатки кои можат да ги користат во секојдневниот живот, кои што можат да го користат во својата работа, со насока и фокус кон благосостојба и појасно разбирање кон себе, појасно разбирање на вештачката интелигенција, зошто е, како и зошто се користи. Од друга страна, серијата на обуки кои што ќе се спроведува и во други градови освен Кавадарци, бидејќи од Кавадарци почнуваме, е фокусирана на оснажнување на жените и за личен раст и развој, кој што комбинира пристапи од гешталт, од арт терапија со практична примена на вештачка интелигенција. Се надевам дека понатаму ќе им користат, се надевам дека понатаму навистина ќе имаат можност и ќе научат како да применуваат во секојдневниот живот и работа. Здраво, овој настан има за цел да ги едуцира девојките и жените да ги спреми за најновите технологии, поточно за вештачката интелигенција. На овој настан имаме за цел да поминеме неколку интересни AI алатки кои што ќе зголемат продуктивноста на сите и со некоја надеж ќе направат да бидеме креатори, а не само конзумери на вештачката интелигенција. Ова иницијатива е со цел да помогнеме и останатите градови, не само се да биде централизирано во Скопје, туку децентрализирано, дури и во Кавадарци, да успееме да допреме до повеќе жени и девојки кои што понатаму ќе користат вештачка интелигенција со цел да се надоградуваат и да си го олеснат секојдневието во било која сфера од науката. Сојузот на синдикати на Македонија објави дека вредноста на минималната синдикална кошничка за мај годинава во Македонија достигнува 68.743 денари, што представува мало намалување од само 54 денари во споредба со април, кога изнесувала 68.797 денари. Според објавените податоци, структурата на месечните трошоци за едно семејство вклучува најголемо учество за храна и пијалаци 25.475 денари или 37,1%.
Потоа за домување, вода, електрична енергија и грејење 6338 денари, како и за облека и обувки 6334 денари. Другите трошоци вклучуваат транспорт, комуникации, рекреација и култура, образование, ресторани и хотели, како и други категории основни услуги и стоки. Во случај на кирија за стан од 60 метри квадратни, минималната синдикална кошница се зголемува на 84.117 денари, каде што само трошоците за домување и комуналии изнесуваат 21.713 денари, велат од Сојузот на синдикати на Македонија. Остануваме земја со убедливи најниски цени на горивата, изјави денеска премиерот Христијан Мицковски. Во овој момент преговараме и ќе продолжиме да преговараме со ОКТА за да биде повторно попустот, би рекол приближно на некој што го имавме. Ќе видиме како ќе резултираат тие преговори. Но факт е дека остануваме земја со убедливо најниски цени на горивата, да речеме нашиот северен сосед е 1,9 за дизел, ние сме 1,5, негде околу 40 на евроценти по литар поевтини. Западниот и јужниот сосед се над 2 евра по литар, така што остануваме убедливо најефтини кога станува збор за цената на горивата. ДДВ-то знаете кај бензините дека е намалено на 10%. Меѓународниот монетарен фонд не стави во групата на првите 3 земји кои што аплицирале мерки визави бруто домашниот производ, така што ќе продолжиме понатаму да го поддржуваме стандардот на граѓаните. Секторот за контрола и истраги преку Оделението за оперативни работи спречи обид за нелегален пренос на готовина во износ од половина милион евра, пронајдени во специјално контруиран бункер на минибус, што резултираше со историски најголема заплена на девизи, потенцира директорот на Царинската управа Бобан Николовски на пресконференција на која информираше за случајот. Пронајдени во специјално конструиран бункер во минибус, што резултираше со историски најголема заплена до сега во историјата на Царинската управа на Република Македонија. На влез на државниот граничен премин Табановце, во кој е извршена детална контрола на минибус, сопственост на туристичка агенција од Албанија, со која биле превезувани 7 патници. Акцијата во која учествуваа мобилен тим, К9 единицата и службата за мобилни скенери е извршена бргу и ефикасно. Мобилниот тим, кој поседува огромно искуство, веднаш забележува преправки на возилото, пошто е пуштено царинското куче, кое е укажало на индиции за криумчарење на истото место. Сомнежите се потврдија и со скенирање на возилото од службата за мобилни скенери, пошто инспекторите од мобилниот тим пристапиле кон отстранување на профилот, во кој биле пронајдени 14 продзирни кеси, во кои биле спакувани 500.000 евра кеш пари. Согласно закон, запленетите девизи уште веднаш се предадени во Агенцијата за привремено одземен имот, а потоа се депонирани во Народната банка. Вие сте со Дневникот, продолжуваме со останатите содржини. ВМРО и Јаневска им кратат стипендии на студентите, обвинија на пресконференција од опозиционата СДСМ. Наместо да застане на страната на младите и студентите и да им помогне, криминалната ВМРО ја напаѓа младината и опозицијата, како да не ги разбираме измените на законот. Ова не е ништо ново за ВМРО ОКГ, на која приоритети се криминалните тендери, а не студентите кои се двигатели на иднината на државата. Откако студентите кренаа глас против политиките на ВМРО, власта панично се обидува да го минимизира проблемот. Со бирократски фрази и празни оправдувања за наводна подобра прераспределба на стипендиите и потребите на пазарот на трудот, ВМРО сака да го прикаже кратењето на стипендиите како наводна реформа и грижа за младите. Младите многу добро знаат дека ВМРО ја крати можноста за повеќе стипендии за социјално ранливите категории на студенти или оние на кои што им е најпотребна.
Од вкупниот број на стипендии, како до сегашните 49%, сега 40% ќе бидат за студентите од социјално ранливи категории. Со законските измени кратат и од поддршката на студентите за сместување и исхрана и свесно создаваат двокласен систем во високото образование. Студенти од привилегирани семејства и студенти кои што ќе мора да се снаоѓаат како знаат и умеат. Енергетската транзиција мора да биде праведна, за да не се случи неа да ја плаќаат најранливите и најсиромашните. Затоа и реагираат младите студенти. Целосно оправдани се реакциите на студентите во писмото упатено до Јаневска. Оваа криминална власт ги демотивира најуспешните млади луѓе, а со кратењето на стипендиите и игнорантскиот однос директно удира врз квалитетот на образованието. Хаос се случува на државните универзитети, а министерката Весна Јаневска нема ниту слух, ниту желба да ги слушне студентите. Тоа е вистинското лице на оваа власт. Арогантна, одлепена од реалноста и неспособна да ги слушне младите, освен кога треба да ги користи за политички маркетинг. И точно како што велат студентите во писмото до Јаневска, оваа власт ги уништува студентските соништа, го деградира високото образование и го поттикнува иселувањето на младите од оваа држава. Социјалдемократската младина на Македонија ќе продолжи гласно да се бори за достоинствен студентски стандард, за еднакви услови и вистинска поддршка за младите. Нема да дозволиме оваа криминална и расипничка власт да ни ја одземе и последната надеж за достоинствен живот во нашата татковина. Се приклучуваме на фронтот за вистина и правда, затоа што сакаме членство во Европската Унија. Тоа за нас младите и за студентите значи еднакви услови и вистинска поддршка. Мекотелните политики на Филипче и СДС и даваат на Бугарија можност да ги продолжат политиките на негирање на македонскиот идентитет, порача од водеачката ВМРО ДПМН. Мекотелните политики на Филипче и СДС и даваат на Бугарија можност да ги продолжат политиките на негирање на македонскиот идентитет. Филипче и СДС немаат против ние да бидеме северно македонци, напротив, тие ја потврдуваат и шират оваа терминологија, заедно со нивната теза дека уставните измени се последниот чекор за влез во Европската Унија. Би сакал да ги подсетиме Филипче и СДС дека промената на државното име беше последниот чекор за влез во Европската Унија, па потоа беше промената на знамето, па потоа промената на уставот, за потоа повторно да го промениме името на државата и сега е да дојдеме до промена повторно во уставот за додавање на бугарите и секако и ова е последниот чекор кој треба да го исполниме за да станеме ЕУ членка. Да не ги заборавиме и датумите за отпочнување на преговори со Европската Унија, кои менторот на Филипче, Зоран Заев, неколку пати ги споделуваше во јавноста, за еве 5 години подоцна, поради тие нивни антидржавни политики, да сме подалеку од Европската Унија, отколку што бевме порано. Филипче и СДС треба да извлечат поука од минатото, тоа е дека Македонија е единствената држава која најмногу страдала и направила најмногу отстапки за да влезе во европското семејство. Сите отстапки кои ги има државата направено се од времето на Социјалдемократскиот сојуз, кога луѓе, поранешни функционери, поради лични интереси ја продавале државата. Тоа се истите оние луѓе кои глумат патриоти и говорат за истото, а зад затворени врати потпишуваат бланко листови и го продаваат македонскиот идентитет. Затоа, Македонија не смее да подклекнува поради криминалното минато на ликови како Зоран Заев и Венко Филипче, кои за да се спасат од правдата и да дојдат на власт, државата би однеле во амбиси. Советот на јавни обвинители, предводен од Башким Бесими, роднина на поранешниот функционер на ДУИ Фатмир Бесими, во одбрана на Бази и Коларевиќ за случајот Мазут, обвинување од владеачката ВМРО ДПМН. Советот на јавни обвинители, предводен од Башким Бесими, роднина на поранешниот функционер на ДУИ и поранешен министер за финансии Фатмир Бесими, се стави во одбрана на обвинителите Абази и Коларевиќ за случајот Мазут вреден 167 милиони евра. Советот на јавни обвинители не смогна сили да излезе од политичкото мочуриште со кое владее ДУИ, односно Али Ахмети и неговите партнери.
Наместо да побараат детална истрага за овој случај, кој е најголем во историјата од финансиски аспект, тие ги штитат полените на Дуи, молчат и седат на страна. Со оваа потпора од страна на Советот на јавни обвинители, предводен од Башким Бесими, обвинители како Абази и Коларевич ќе бидат сликата на нашето правосудство. Компрометирани со лични и семејни врски со политичките партии СДС и ДУИ, кои ќе носат амнестија на осомничените уште пред да се најде во судска постапка одреден случај. Затоа и довербата во правосудните органи ќе биде и под 2%. Абази Коларевич, кои се ставија на услуга на СДС и ДУИ за да ги заштитат Васко Ковачевски, Асмир Јаховски и останатите осомничени, за кои целата јавност виде перење на пари, труење на народот и местење на тендери, зашто има и докази поднесени од МВР, извештај од ДЗР, како и јавни сведоштва за тоа како биле правени јавните набавки за да може само една фирма да учествува на тендерот. Само обвинителската коалиција на Абази и Коларевич не виде ништо, затоа што така им било кажано од Ахмети, Заев и Филипче. Бараме оставка од Абази и ревизија на целиот случај. Ваков епски криминал не смее да биде оставен под тепих само затоа што осумничените се блиски до партиите СДС и ДУИ. Од спортот, дисциплинецот ја наполни касата на ФФМ, ГФК Тиквеше казнет со 10.000 евра заради употреба на пиротехнички средства и банери со навредлива содржина. Фудбалската федерација на Македонија и официјално потврди дека е покрената дисциплинска постапка против фудбалскиот клуб Вардар поради недолично, потценувачко, дискриминирачко и деградирачко прославување на шампионската титула од страна на фудбалерите на клубот. Како што е познато, по освојувањето на титулата, вардаровите фудбалери славеа со недолични песни, кои беа и објавени на социјалните мрежи од страна на извршниот директор на клубот Миленко Неделковски, а кои истиот подоцна ги избриша. Останува да се види дали федерацијата постапката ќе ја води само против Вардар како клуб и дали дисциплинците ќе соберат храброст и истата да ја прошират и врз самиот Миленко Неделковски како поединец, па и на други поединци од Скопскиот клуб. Меѓу останатите одлуки на дисциплинецот на Фудбалската федерација на Македонија, фудбалскиот клуб Пелистер се казнува со парична казна од 2.500 евра поради користење пиротехнички средства на надпреварот од 26-тото коло помеѓу Пелистер и Вардар. Вардар се казнува со парична казна од 1.000 евра поради користење пиротехнички средства на надпреварот од 26-тото коло помеѓу Пелистер и Вардар. Шкендија се казнува со парична казна од 5.000 евра поради навредливо скандирање кон Фудбалската федерација и скандирање со националистичка содржина на надпреварот од 31-то коло помеѓу Шкендија и Струга. Фудбалскиот клуб Вардар се казнува со парична казна од 2.500 евра поради користење пиротехнички средства на надпреварот од 31-то коло помеѓу Вардар и Силекс. Шкендија од Рачиново се казнува со парична казна од 1.000 евра поради користење пиротехнички средства и влегување на председател на клубот на теренот за игра на надпреварот од 28-то коло помеѓу Брегалница и Шкендија Рачиново. Осоговот Кочани се казнува со парична казна од 300 евра поради користење пиротехнички средства на надпреварот од 24-то коло помеѓу Осогово и Шкендија Рачиново. Детонит Плачковица се казнува со парична казна од 150 евра поради фрлање шише со вода на теренот за време на надпреварот од 25-тото коло помеѓу Детонит и Брегалница. Саса од Македонска Каменица се казнува со парична казна од 150 евра поради фрлање шише со вода на теренот за време на надпреварот од 24-тото коло помеѓу Саса и Охрид. Фудбалерот на Шкендија Имран Фетаи се казнува со парична казна од 500 евра поради недолично однесување, односно кршење на врата по завршувањето на надпреварот од 30-тото коло помеѓу Силекс и Шкендија. Шефот на стручниот штаб на Шкендија Јетон Бечири се казнува со парична казна од 500 евра поради недолично однесување, односно вербален напад врз припадници на МВР по завршувањето на надпреварот од 30-тото коло помеѓу Силекс и Шкендија. Брегалница се казнува со парична казна од 5.000 евра поради слаба организација, присуство на неслужбени лица и недозволен број редари
на надпреварот од 28-то коло помеѓу Брегалница и Шкендија Рачиново. Ригорозни казни заработи градскиот фудбалски клуб Тиквеш од Кавадарци заради недоличното однесување на неговите навивачи. Имено, клубот се казнува со парична казна од 5000 евра поради истакнување банер со навредлива содржина кон Фудбалската федерација на надпреварот од 30-то коло помеѓу Тиквеш и Арсими. Исто така, Тиквеш се казнува со дополнителни 5000 евра поради користење пиротехнички средства и топовски удари, како и попречување на камерманот при вршење директен пренос на надпреварот од 30-то коло помеѓу Тиквеш и Арсими. Утре ќе се задржи променлива облачност со сончеви периоди, ќе дува умерена долж по Вардарието засилен ветер од северен правец со брзина од над 50 км на час. Температурата во интервал од 11 до 26 степени. Во петок и во деновите од продолжениот викенд на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд над 20 литри на метар квадратен, грмежи и силен ветер над 60 км на час. Тука го завршуваме дневникот, ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.